Почитувани спортисти, спортски работници, представници на национални спортски федерации, добре дојдовте на свеченото отворање на 40-тиот јубилеен македонски бисер, најпрестижниот боречки турнир во Република Македонија и еден со најдолга традиција во регионот и пошироко. Годинава овој турнир е од посебно значење затоа што се вклопува во одбележувањето на 55 годишнината од формирањето на Федерацијата на боречки спортови на Република Македонија. Истовремено и се одбележува 2 децении од светската клубска титула на боречкиот клуб Бучим Јака. По тој повод синоќа се одржа и свечена академија на која што Федерацијата за боречки спортови на Република Македонија ја промовира монографијата 55 години борење, најтрофеен македонски спорт, во кој што беа наградени за посебни признанија нашите спортски великани. Да ги поздравиме спортистот на векот, олимпискиот шампион од 84-та година од Лос Анџелес, вице шампион од Сеул 88-та, Шабан Трстенов. Шабан Сингли, кој беше невозможен да присуствува, и секако Богомет Ибрагимов, единствениот кој што во независноста на Република Македонија овие 2 децении има обезбеден олимписки медал во Сиднеј 2000 година, претходно европски шампион и светски више шампион. Секако и тренерот, селекторот на векот, господинот Насе Насев, кој беше дел од сите најголеми успеси на македонското борење. Се враќаме на турнирот, кој што има богата традиција и датира од 1977 година, кога започна да се реализира долгогодишната идеја на боречките работници и ентузијасти, најпрви како струшки бисер на отворено, а подоцна прерасна во македонски бисер, паралелно со големата експансија на македонското борење. Во изминатите 40 години вкупно 11 градови беа домаќини на овој престижен турнир, на кој што со текот на времето учествува и олимписки шампиони, светски, европски, континентални шампиони од другите континенти во светот. Оваа година имаме гости од 13 земји и сега да ги поздравиме со аплауз. Најпрви представниците на Албанија. Потоа Белорусија. Борачите кои што не доаѓаат од Бугарија. Од Финска, од каде што е делегатот на ФИЛ. Надпреварувачите од Унгарија. Од најдалечната земја, земјата на измислоцето, Јапонија, од каде што не доаѓаат најсакови учесници на Олимписки игри. Потоа борачите од соседно Косово. Од Романија, надпреварувачите од Словачка, од уште еден наш традиционален сосед и ривал Србија, борачите од Северна Европа, од Шведска, од Велика Британија и секако представниците на земјата домаќин на Република Македонија. А сега да ги поздравиме младите довршења од школата за ритмичко-спортска гимнастика Ритмико од спортскиот центар Борис Трајковски.
aplauz za ove mlade simpatične devojčice, 7-8-godišnje odrasle. Школата за лимпичка спортска гимнастика Ритмико. А ние продолжуваме со додување на признанијата на неколку клубови. Сега ќе започнеме со најуспешните на Свечената академија, најуспешните клубови во историјата на македонското борење. Некогашниот светски интерконтинентален шампион во клубска конкуренција пред точно 20 години Душим Јака, кој што една година порано беше и европски шампион. Потоа Балканец, кој што беше два пати европски вице-шампион, еднаш трет Спартак од Кочани, кој што исто така беше вице-шампион на Европа и носител на бронзен медал, како и Лирија, екипа, клуб кој што е расладник на супер талентирани борачи, од кои што некои се вивна во највисоките височини на светот на борењето. А сега ќе го поканам председателот на Федерацијата на боречки спортови на Република Македонија, професор доктор Вачо Шифлиганец, да ги врачи признанијата на следните клубови, од кои очекуваме на мината да видиме по еден представник. Значи, редоследно, од боречкиот клуб Варна, боречки клуб Тефриус, ве молам за аплауз. Боречки клуб Работнички, боречки клуб Скопје, боречки клуб Неготино, боречки клуб 7 мај Леов од Прилеп, боречки клуб Студеничани, боречки клуб Чаир. Значи, по еден представник од сите овие клубови. Аплауз за сите. Борец од Велес. Боречки клуб 18 август. Боречки клуб Куманово. Боречки клуб Светово Транс. Боречки клуб Ускана Кичево. И боречки клуб Шар од Тетово. Сите овие клубови дадоа голем принос во изминатите 55 години со својата работа во борењето и затоа уште еднаш да ги поздравиме и да им посакаме уште многу плодотворни децении во боречкиот спорт. Инаку само да напоменеме дека за судиите, за спортските работници, за лекарите, за луѓе заслужени за успесите кои што целиот работен век го мина во борењето, награди во наредна прилика затоа што ги има наистина многу. А сега идеме со уште една мала музичка пауза со танцовиот клуб Ритам Плюс. Благодариме и честит уште еднаш.
Благодарим още веднъж аплауз за танцовия клуб Бригад Плюс. Аз сега ни опомням още веднъж председателът на Федерацията за боречки спортове на Република Македония, господин Атманчо Шепегарец, да даде още няколко награди. Пред да започнем с финалните надпревари на 40-тият македонски бисер. Най-први за един човек, който со децении беше врзан за големите успеси на македонското борење во златниот период, заслужен за оние златни медали, освоени на европските првенства, на олимписките игри, на светските првенства и на сите други меѓународни турнири. Стариот добар доктор, лекарот на репрезентацијата, господинот Милош Вучидолов. Ве молам за еден голем аплауз. Се уште витален, се уште голем пријател на борењето и така ќе биде секогаш. Иако е во својата 9-та деценија од животот голем пријател, еден од легендите на македонското борење. Честито, професоре. Секако за еден млад поранешен бораш и се уште не е завршен со својата кариера, меѓутоа е извонеден спортски работник во перспектива, човекот кој што е стручен соработник и кој што е еден од најзаслужните за изданието на монографијата 55 години борење најтрофеен македонски спорт. Славчо Тодоров. И со оглед на тоа што имав пријатна обврска и одговорна обврска да учествувам во ова книга, благодарност, да. Доверете. За првата монографија во спортот во Република Македонија за 55 години, вистински амбасадор на Република Македонија, најголем придонес покрај Славчо Тодоров, имаше и нашиот еминентен спортски познат новинар, а тоа е Горан Милковски. Со еден аплауз да го поздравиме. На пиедесталот и секако при крајот на оваа свеченост во пресед на борбите ќе го поканам председателот на Федерацијата за боречки спорти на Република Македонија, кој што има пријатна обврска, да биде прв човек на оваа организација кога се одбележува 3 големи јубилеи на македонското борење, кој што е убедливо најуспешниот и најтрофениот македонски спорт. Председателе, поведете. Почитувани љубители на спортот, и самата бројност покажува колку сте влюбени во македонскиот спорт, во македонското борење. Најпрво би сакал да ги поздравам сите репрезентации странски кои оваа година дојдоа во голем број. Значи тоа е почит према Република Македонија и према македонскиот спорт борењето. Еден аплауз за сите странски репрезентации. Чест е да се слави 55 години македонско борење, најтрофеен спорт во Република Македонија, затоа што нашите спортисти во овие изминати 55 години стана олимписки шампиони, европски шампиони, светски медали, а исто така и уште стотина спортисти борачи донесоа медали и афирмираа македонската држава. Исто така и Бучи Мјака беше европски светски шампион, борачко клуб Балканец беше вид шампион на Европа, Спартак вид шампион на Европа, а исто така и Лирија борачко клуб беше расадник на талентирани поединци што ја афирмираа македонската држава. Едно големо фала на сите тие клубови со еден аплауз. Почитувани пријатели, овај спорт нема да постои ако немаме поддршка од спортските асоциации во Република Македонија на деценија наназад, а посебно во последниот период имаме голема поддршка, помош директна од Агенцијата за млади спорт и нејзиниот директор Маријан Спасевски. Една голема благодарност со еден аплауз.
Исто така е и нашиот македонски олимписки комитет со начело со господинот професор доктор Васил Топурковски. Голема благодарност, господине председател. Почитувајќи любители на спортот, на спортистите и посакувам добар настап по финалните борби, на победниците и честитам, а на сите нас пријатно да се чувствуваме. Уште еднаш голема благодарност за почита што сте сите овде присутни да го прославиме големиот юбилеј 55 години најтрофеен македонски спорт, а тоа е благотворението. Благодарам. Благодарим на председателот на Федерацијата за поручки спорти на Република Македонија, господинот Вачо Шефлиганец, а сега на крајот на оваа свечаност ќе го поканам директорот на Агенцијата за млади и спорт, кој што е голем поддржувач на сите активности на македонските спортисти, особено на врвните, а борењето е најтрофејниот македонски спорт. Маријан Спасовски, кој што ќе има можност, чест да го отвори овој традиционален юбилеј македонски бисер. Повелете. Почитувам председател на Федерацијата на боречки спортови на Македонија, професор доктор Вачо Шефлиганец. Почитувам председател на Македонскиот олимписки комитет, господин Топурковски. Почитувам пратеник во Собранието на Република Македонија, господин Трајче Димков. Почитувани пријатели на спортот, почитувани пријатели на борењето, почитувани спортски великани. Имам пријатна чест и задоволство од името на владата на Република Македонија и од моје лично име да ве поздравам и да ви посакам топло добре дојде во градот Скопје и во Република Македонија на 40-тиот юбилеен меѓународен турнир во борење Македонски бисер. Во годината кога се одбележуваат 3 јубилеи на македонскиот најтрофеен спорт борењето, 55 години од македонското борење, 40 години од традиционалната спортска меѓународна манифестација Македонски бисер и 20 години од најголемиот клубски успех на борачкиот клуб Вуче Мјака од Радомиш, навистина е голема чест и привилегијата да се стои овдека во градот Скопје на промоцијата на овој меѓународен настан и да се каже зборува за историјата и за значењето на македонското борење. Токму од овие душеци, токму од оваа Република Македонија, најголем дел од големите европски и светски олимписки шампиони го направиле првиот чекор кон освојувањето на спортските височини. Влогот на многумина спортски работници и спортски великани низ изминатите 5 децении придонесоа македонското борење, но и македонскиот бисер да стане домашен бренд од меѓународни размери. Токму затоа, јас верувам дека на македонското борење му престојат светли денови, бидејќи има одлична историја, меѓутоа има и солидни реални услови да има и одлична екипа. По таа насока Агенцијата за млади спорт во секој време дава безрезервна и максимална поддршка и на Федерацијата на боречки спортови на Македонија, особено во реализација на вакви меѓународни спортски манифестации, но и на Федерацијата на боречки спортови во делот на организација на спортскиот систем и поддршката и стимулацијата на нашите млади и надежни борачи кои што треба да представуваат иднината на македонскиот спорт. На сите наши гости од странство сакам да им посакам топло добре дојде, пријатен престој и секако добри настапи, а на македонските финалисти кои што успеа да изборат учество во финалните надпревари, многу успех и секако во фер и коректна атмосфера дека победат најдобрите. Го отворам 40-тиот юбилеен меѓународен турнир во борење Македонски бисер за отворен. И благодарам. Благодарам директоре, благодарам председателя, ја почитувани гледачи, вие останете во спортската сала Борис Трајковски, во веб сала за да ги проследите финалните борби и да видиме кои ќе бидат најуспешните во наредниве 60 на минути, значи остануваат финалните пресметки во кои ќе видиме и голем број македонски натпреварувачи. Останете со нас.
Поштовани гледачи, до пред малку го следевме свеченото отворање на 40-тиот јубилеен македонски бисер, надпревар во борење слободен стил, во кој што учествуваат надпреварувачи од 13 земји, меѓу нив и неколкумина изворено квалитетни, пред се од Јапонија и од неколку други европски земји, надпреварувачи кои што имаат олимписка норма за Рио, надпреварувачи кои што се закитиле со трофеи на големи надпреварувања. Добро е што ќе видиме и неколкумина од нашите најдобри борачи, а стартуваме во ова програма во која што е Јасин Реџелари, македонскиот репрезентативец во категорија до 61 кг против Рејхи Гучи од Јапонија. Еден од најдобрите надпреварувачи е јапонецот, а традиционално веќе неколку години поред овие финални пресметки на македонскиот бисер ги следиме заедно со Трајче Димков, еден од нашите поранешни боречки јасови. Па Димков, подоцна нешто ќе зборуваме за квалитетот општо за овој македонски бисер. Генерално за оваа борба што може да очекуваме со оглед на тоа што Јасин Реџелари е надпреварувач кој доаѓа, еден од оние наши најперспективни, а Хигучи е исто така еден од најдобрите борачи кои дојда на овој бисер. Да, благодарам. Поздрав до гледачите на ваша телевизија. Ми представува посебно задоволство да можам и ова година да го коментираме заедно со вас настапот на нашите борачи односно овој јубилеен 40 македонски бисер. Јасин Реџелари е еден од поквалитетните борачи во Македонија, меѓутоа во овој момент го има за противник во финалето јапонскиот борач кој е многу квалитетен. Јапонците се традиционално многу силни борачи, поточно во помалите категории. Тука мислам дека ќе биде една изедначена борба и мислам дека Јасин треба да искористи и домашната атмосфера, условите кои ги има овде, меѓутоа да не забораваме, рековме дека и јапонците на некој начин се квалитетна екипа и во тие категории помалите се многу силни. Да, инаку Хигучи интересно дека ќе настапи на Олимписките игри во Рио де Жанеиро во 57 килограми, таму се избори, на прво место се квалификуваше на турнирот што се одржа во март, инаку претходно има неколку забележителни резултати на светското првенство 2013-та го освои 8-то место, на азиското првенство за кадети беше тоа, на азиското првенство шампион 2012-та, како сениор беше носител на медали на силни турнири Монголија Опен 2015-та, исто така минатата година на Буратија, председателскиот куп на Буратија го освои третото место. Инаку според пропозициите, борбите се 2 пати по 3 минути, а нашиот Реџелари за сега има предност од 2:1 и да се концентрираме на борбата. Добро сега движење на Реџелари. Па да, имаше прва акција добра, контрираше Реџелари 2:1, меѓутоа од контраакција исто така јапонскиот бореч дојде до поен. Имаме меѓутоа измена на правилата и мислам дека се многу поквалитетни во однос на доделувањето на поените. Сега се различни, така ја прават подинамично и многу побрза и понеизвестна самата борба. Тоа се нови правила кои на некој начин треба да му дадат еден нов импулс на светското борење. Знаете дека имаше некои проблеми со светското борење, некоја криза. Се надам дека со овие правила и со измените кои понатаму следуваат дека борењето ќе се врати тамо каде што треба. Сега разговарав и со Могамет Ибрагимов. Тој исто така ги следи светските трендови, ми кажува дека многу држави се повеќе се занимаваат со борењето и се повеќе станува атрактивно и од тоа како што беше, и тоа покажува колку е интересот и држави кои буквално ги немало на боречката мапа на светот се појавуваат и бараат норми и ги добиваат за олимпијадите. Така да тоа е добро за борењето, едноставно да се врати тамо каде што беше порано. Да, и овие неколку години сведоци сме на се поголем број промени кои што го прават динамично, интересно, атрактивно, едноставно до последен момент да не се знае победникот, и веројатно тоа беше интенцијата на Меѓународниот олимписки комитет кој што пред еден циклус, значи за овој циклус 4 годишен за Рио, едноставно го стави во еден период под мраз борењето, а потоа го врати. Во меѓувреме само да напоменеме дека резултатот е 2:2 и сега доаѓа до онаа мини пауза во која што Љулјзин Вренези, гледате како го свежува својот надпреварувач Јасин Реџелари, кој што во последните неколку години се наметна како еден од најдобрите наши борачи, заедно со оние поискусните Данов, Богданов и Митров, кои исто така во изминатите 2 олимписки циклуса беа постојано кандидати за настап на олимписките игри, кои што имаат во своето педигре медали од кадетските и јуниорските европски шампионати. Точно така, аз би го потврдил тоа, само би кажал дека Јасин Реџелари е исто така моментално на факултетот за физичка култура, најверојатно ќе продолжи како тренер.
Инаку да напоменеме Димков, да, јас гледаме сега втората рунда, ќе биде интересно, меѓутоа да напоменеме дека нашите борачи има неколку шанси, штета што не изборија пласман виза за Олимписките игри во Рио, меѓутоа знаеме каква е конкуренцијата и веројатно ќе треба да се поработи многу сериозно за наредниот циклус за Токио, но добро е сега што ево овие неколку борачи што ги имаме се на перијаница на македонското борење, кои треба да повлечат млади во наредниот циклус, за да имаме многу поконкурентни како што некогаш имавме големи шампиони. Точно така, за жал и овој пат немаме норма за за Олимпијадата во Бразил. Анализиравме, овие борачи се многу квалитетни, Реджелари е многу млад, тој ќе настапува и наредниот циклус. Ние разговараме на ниво на федерација и тука ќе биде во следната фаза, ќе се работи со млади борачи, ќе треба многу време. Ќе мора да се, како што имаше криза во светското борење, не фати и нас малку криза, меѓутоа верувам дека ова што го правиме денес, овој македонски бисер, овој юбилеј ќе биде подстрек за сите оние чинители кои биле претходно и сега, иако буквално имаме поддршката од сите институции во Македонија, мислам дека нема проблем. Го разбираме борењето, го познаваме, меѓутоа значи ќе треба да се направи една комплетна анализа на сето оно што е направено досега, за да веќе во наредниот период од 4 до 8 години се врати борењето тамо каде што треба. Ќе го коментираме овој меч, само да кажеме дека тука се присутни и председателот на Олимпискиот комитет, на Македонскиот олимписки комитет, доктор Васил Топурковски, спортскиот директор Владо Богоевски, нормално поддршка од државата преку Агенцијата за млади и спорт и нејзиниот како покровител на овој настан и директорот Маријан Спасовски, секако великаните на македонското борење Шаван Трстена, Могамет Ибрагимов, легендарниот тренер Насен Насев и сите оние други чинители кои што во изминатите 55 години, буквално меѓутоа 40 кога зборуваме за македонскиот бисер, се дел од оваа голема манифестација. Сите тие предводени од председателот Старо Новиот, кој беше пред околу 2 децении председател на Боричката федерација, Ванчо Чифлиганец, со еден голем ентузијазам да направат нешто. Ова е сега еден атрактивен зафат, ајде да се концентрираме на оваа акција. Точно така, една акција каде што како во првата акција кога поентираше Јасер Реджелари, пак се случи исто, при еден влез го контрираше, меѓутоа мислам дека сега одлучија судиите 2-2, на некој начин се покажа тоа што го кажавте вие во однос на успесите кои ги има постигнат јапонскиот борач, дека е поквалитетен. Еве сега има некоја забелешка на оценките на судиите и тука се правилата реагираат. Еве гледате дека доколку се случи такво нешто, тие имаат сунгер во плава или црвена боја, зависност кој од борачите. Челендж, видео ревју, за да се прегледа снимката. Да се провериш една снимката и тука многу едноставно и мислам дека е многу често за да не дојде до некоја грешка несакана кон спортисти. Инаку само ако сакате да дозволите да напоменам дека тука денес гледам многу спортисти во покрај овие што ги набројавме, тука е Фоти Гјатовски, тука е Ристо Таков, тука Абдул Мабети Хајруш Синани, тука се Ристо Шалев, Томе Коцев, Добре Маринков, тоа се борачи номинарот Киро Манев. Јас малку по штипска ли неке простете, можеби. Па сигурно има цела Македонија, цела Македонија можеби се активни, не толку или во секој случај во својот живот, во својот богат творечки опус дале многу за развојот на борењето, за афирмацијата на овој наш најтрофеен спорт. Сакав ова да го кажам затоа што кукав е интересот и кукава е желбата на сите овие луѓе на некој начин да се врати борењето таму каде што е. Да, се забележува такво нешто по еден период кој што беше објективно период на стагнација, но можеби тешко да се очекува дека постојано ќе имаш такви големи успеси како што имавме и на олимписките или на светските и на европските првенства. Речиси 3 децении постојано присутни на пиедесталот. А ова се дел од оние моменти во кои што се врши преглед на снимката, може да се види на овој голем дисплеј и овие ја гледат, мислам дека и любителите може да ја видат. Така е. Горе. И еве што овде видовме само ова беше една акција која се два мислам дека сега следува акцијата која треба да буквално е таа заради која се. Меѓутоа видовме многу атрактивна борба, многу зафати, речиси во секоја секунда нешто се случува. Нема пасивна борба, туку напротив многу се активни 20 борачи и тоа е добро. Сака да освојат поени. Има еден момент кој треба да го знаат нашите гледачи, тоа е зголемување на бодовите кај техниките. И така да сега многу побрзо може да се дојде до тој минимум каде што треба да се победи. Или тој. Инаку еве оваа пауза да искористиме само да напоменеме дека има борачи од Албанија, Белорусија, Бугарија, од Унгарија, Јапонија, од Косово, Романија, Словачка, Србија, Шведска, Македонија,
и тука и Велика Британија, како и знамето на Финска го забележувате затоа што тука е делегатот од Финска. Еден турнир кој што собра доста земји, кој што доликува за Еве акцијата. една ваква манифестација. Тука од оценката на судијата дека и двајцата борачи добија по 2 поена, меѓутоа излезе. Да, излезе јапонецот. Да. Јапонскиот борич, мислам дека тука треба да добие 1 поен нашиот борич. Плюс. Добро, во други Да, некои спортови точно побрзо така. одат овие. Значи, иако се спорни жалеше, моменти. Така. Хајде да видиме што ќе каже студијата. 4 минути 42 секунди од борбата. Инаку да, во оваа категорија Јасин Реджелари се бореше најпрви со Молнар од Словачка. Так, јапонецот против Сейфулау, еден од нашите најдобри млади борачи. Реджелари се бореше против Словакот Молдар. Да. Има победа и во финалот се сретна со јапонскиот борач. А претходно јапонскиот борач се бореше со Сейфулау. Так. А јапонскиот борач имаше уште една борба со унгарецот Јозеф, а Сейфулау со Кунели од Косово. Сега една добра акција на Реджелари. Уште 59 секунди остануваат, 6:12 на поени. Добре што се обидува нашиот репрезентативец против еден објективно поквалитетен ривал, меѓутоа надпреварувач кој што има олимписка норма за Бразил ја дојден тука за да ги исполни оние периоди на тренинзи, спаринг партнери кои што се потребни. Според информациите, јапонците допатуваа Македонија еден од трите турнири кои што ќе настапат во пресрет на Олимписките игри во Рио. Но добро е тоа изворедно и за македонските борачи да видат до каде се во оваа силна конкуренција и нормално за следниот олимписки циклус да направат максимум за да обезбедат една таква норма. Сега јапонецот доаѓа до поколна позиција, 15 секунди останува до крајот. Уште 2 поена може, ако добие тогаш ќе победи со технички туш. 14-6. И му еден поен му фали, значи. Да, 16-6. Да. Исцрпувачка беше оваа борба. 22 поени и непријатни удари, ненамерни во случај во пределот на десната ока кај јапонскиот борач. Нема потреба да интервенира лекарската екипа. Завршува овој меч на 6 секунди до крајот со технички туш. Успеа да победи Рей Игучи. Но аплаузи секако за него, но и за Реджелари, кој што се бореше смело и во првата рунда беше рамноправен, па имаше и предност, веројатно и подобрата физичка подготовка дојде до израз во овој меч. Да, во секој случај Реджелари е квалитетен борач, можеше и повеќе, меѓутоа најверојатно пред крај на сезона сме последни турнири за него и така да може би тоа се случи. Меѓутоа кај јапонците веќе тие се во фаза на подготовки за учество на Олимпијадата и се во една друга фаза на подготовки во однос на нашите борачи. Сигурно дека и мотивот не е ист како кога се бориш за обезбедување на олимписка норма. Во секој случај тоа беше настапот на Јасин Реджелари, еден од нашите најдобри борачи во финалето во категорија 61 кг. Сепак пресилен ривал, еден од двајцата јапонци кои што дојдеа со исполнета олимписка норма, ја исполни целта, го докажа своето високо реноме и успеа да слави јапонецот со технички туш. Ова е сега категорија минус 65 кг. Арлинд Џури од Косово против Раиф Камбери, Македонија. Инаку овие надпревари се одржуваат во малата VIP сала во спортскиот комплекс Борис Трајковски. Веројатно се работи за повреда на косовскиот борач, па Камбери без борба го добија овој меч до 65 кг. Не е класично финале, затоа што има уште една борба во оваа конкуренција. Согласно
согласно ждрепката. Веселин Георгиев Петров од Бугарија во црвен дрес против Давид Добре од Романија во синиот дрес. Во категоријата 57 кг. Најдобри беа и на трето место освојуваат Наим Салим од Бугарија и Емил Јохансон од Шведска. Второ место за Армин Идризи од Македонија. Сепак претходно имаме прогласување за најдобрите во она најлесна категорија до 57 килограми. Сега ќе го поканам председателот на Македонскиот олимписки комитет, господинот професор доктор Васил Топурковски, да ги додели признанијата на најдобрите во оваа конкуренција. Значи, трето место за шведскиот надпреварувач Јохансон, како и за Салим од Бугарија. На втората позиција Армин Идризи, Македонија, на првата освојувач на златниот медал белорусинот Ринчао Джимчук. Наградите ги врачува председателот на Македонскиот олимписки комитет, доктор Васил Тупурковски. Елмедин Сейфулао, Македонија и Иван Молдар, Словачка. Тоа беше експресна победа во финалето со туш на Джимчук во дуелот со Идризи. Белорусите од секогаш имаат одлични надпреварувачи, го потврдија тоа и со настапите на овој македонски бисер, традиционален 40 поред. И тоа беше значи првото прогласување на финалните надпревари на македонскиот бисер. 61 кг. Елмедин Сейфулао, Македонија, трето место. Иван Молдар, Словачка, трето место. Второ место за Јасин Реджалари. За сите надпреварувачи кои што ќе се најдат на победничкиот пиедестал и по една монографија, она книга за спомен која што ја издаде Федерацијата за боречки спорти на Република Македонија, како една мини енциклопедија која што говори за сите оние 55 години на македонското борење, најуспешниот македонски спорт. Се извинувам, Федерацијата на боречки спорти на Македонија направи се обиде да направи една монографија која е спомен и сведоштво на сето оно што го направиле борачите во овој изминат период. Една богата историја на македонското борење, нешто што може да се гордее цела Македонија, бидејќи имаме тука медали од олимпијади, од светски, од европски првенства, имаме големи јубилеи во името на 40 години од македонскиот бисер, од 20 години на светската титула на Бучим и уште многу други такви резултати. Меѓутоа тоа не обврзува да уште понатаму се работи. Јас се надам дека и македонското борење ќе се врати таму кај што беше. Ова е изворедна причина, ова е извореден јубилеј 3 во 1, би рекол 55 години, 5,5 децении екзистирање на еден спорт кој што во 30 години од тие 55 имаше навистина исклучителни резултати. Најпрви беа оние развоен период на години во кои што се пробиваше мразот, потоа кога се етаблиравме како една боречка велесила во поранешна Југославија, автоматски и во Европа и во светот како лидери на Балканот и пошироко, дојдовме до највисоките почести, до олимписките игри, до освојување на златен олимписки медал, што го нема ниту еден друг спорт во Република Македонија, па на светски, на европски првенства и така натаму, на медитерански, балкански игри, над 100 медали освоени во тие конкуренции. Потоа дојдоа и клупски успеси, најмногу со европската, потоа и светската клупска интерконтинентална титула на Бучим, јака секако претходно, и финалињата што ги има боречките клубови Балканец од Штип и од Спартак од Кочани. Сега ова е доделување на наградите за категоријата 61 кг, она што го гледавме претходно. Третите места за Молнар од Словачка и за Сейфулао од Македонија. Второ место за Јасин Реджалари, нашиот репрезентативец, кој што беше во финалето против јапонецот Реј Хигучи. Јапонецот
поуспешен, успеа да слави со технички тур, што сме заслужено и може да му посакаме успешни настапи и на Олимписките игри во Рио де Жанеиро. А сега одиме со финалната пресметка во категорија 65 килограми, каде што ќе го видиме мечот меѓу бугаринот Веселин Георгиев Петров и романецот Давид Добре. Бугаринот е во црвен дрес, а романецот во син. Традиционално две многу силни школи боречки, слични по себе. Се работи за цврсти борачи, гледате и конституцијата кај двајцата борачи е многу слична. Да. И очекувам дека ќе имаме силна борба. Јас, познавајќи ги борачите по оно што имаме, сепак кај борачите од Бугарија има малку се поразлични во однос на техниката, на богатство на техниките, доколку романците дел од подготовката им некаде како физичката подготовка и доваѓа до израз. Меѓутоа исто се така многу технички подготвени, многу силни борачи. И по оно што го видовме денес, двајцата имат по 3 добиени борби, ќе биде многу изедначена борба. И така борбата почнува. Гледате скоро една минута, некако тактизираат се уште во однос на... Да, на претходна борба меѓу Режалари и Хигучи, која што беше бескомпромисна во секој момент, се одеше буквално на освојување на поен. Но веројатно е ова почетна фаза на испитување на противникот. Ми се чини дека овој формат 2 пати по 3 рунди и овие правила им овозможуваат на добрите тактичари да ја распределат силата, да бараат на некој начин слаба точка кај противникот, а потоа можеби да го подигнат нивото на интензитет како ќе трае мечот во подоснежниот тек. Силна акција на бугарскиот борец, 4 поена. Сега објаснување зошто 4. Значи по новите правила бидејќи имаше одлепување. Значи иако за нози го крена противникот, го отлепи од душекот и веќе имаше движење, значи беше комплетно во воздух со целото тело и затоа 4 поена. Значи сега порано тие акции ги будираа по 3, сега се 4. Во случај на уште една таква акција, тука и прекинува фактички борбата. Инаку пак направени се овие правила со цел за уште поатрактивни зафати да бидат оние потешките подобро вреднувани и нормално оној кој ќе успее да ги изведе да направи поголема предност во однос на ривалот. Сега романецот одлично започнува, успее да дојде зад противникот и сега и него 2 поена, значи и тука имаме промена во однос на тоа, значи со самото доваѓање веќе позади се будира со 2 поена. Почна некако лежарна, а продолжува со многу поголема жестина оваа борба. 4:2 е за бугарскиот натпреварувач Веселин Георгиев Петров. Инако што се однесува до времетрањето на борбите, еменувана неколку пати, имаше, се сеќават любителите, некогаш се бори и по 5 минути цели, имавме и 3 рунди по 2 минути. Да. Значи, овој начин на борба бил порано. Па имаше прво полувреме, второ полувреме, некој начин посетови. Нешто слично посетови како во тенисот беше. Меѓутоа, тие промени се со намера да се подигне квалитетот на борењето, ми се чини дека некогаш брзите промени прават и проблем. Така да разговарано е на ниво. Јас имам можност да присуствувам на неколку конгреси на Светската боречка федерација, се разговара на тоа ниво, се прави голема анализа во однос на тоа и се тестираат борачите каде би било најоптимално можноста и како би било за со намера да овие борачи може да го пружат максимумот. Крај на првата рунда, во која што најпрви бугаринот освои 4, потоа романецот врати со 2 поена, тука ништо не е завршено, туку допрва ќе има возбудување. Ова е финале, значи во категорија 65 килограми. Инаку, гледате преносите што македонската телевизија ги прави постојано се на едно високо ниво, на европско ниво, кое што
било видливо во историјата и на многобројните големи надпреварувања од меѓународен карактер што ги организирала Република Македонија, поранешниот сојуз или сегашната Федерација за боречки спортови. Да се подсетиме, само имаше и светско првенство, имаше и европско првенство за сениори, потоа уште неколку во кадетско-јуниорска категорија, па полициски првенства, балкански и така натаму. Да не заборавиме дека овие меѓународни турнири, македонски бисер кој почна како струшки бисер 77-та година, постојано се под покровителство на македонската радиотелевизија и секако и сите други медиуми кои што можат да одбележат дел од оние случувања кои што се актуелни на ваквите надпреварувања. Во тој сегмент остануваме партнери, лојални, доследни на традицијата, се со цел да помогнеме на Федерацијата на боречки спортови на Република Македонија да се врати онаму каде што некогаш беше и да се придонесе и за популаризацијата на овој спорт кај младите, да се врати ентузијазмот или на некој начин да се пронајдат вистинските таленти за да добиеме нови шампиони од калибарот на Шаман Трстена, Шаман Сиви, на Зоран Шоров, на Киро Ристов, на Сефер Салиевски и така натаму, на Могамет Ибрагимов во поновата историја. Во случај медиумите многу важна работа, вие тоа исклучително добро го правите. Јас мислам дека оние што ќе гледат, мислам и добро што на некој начин имам можност со вас да бидам да објасниме на луѓето често пати, бидејќи недоразбирањата или она што се случува на борилиште некогаш луѓето не го познават. Менувањето на правилата, што значи еден поен, како се добави така натаму. Овој се машки спорт, често пати ги плаши некој ги воодушевува, меѓутоа понежниот пол, можеби мајките се ќе бидат разочарени во случај да речеме, ако речат некој нивното дете треба да се бори, што се случува. Јас само да ја препорачам дека ова е еден од најбезбедните спортови, иако делува така. И најздравите спортови, во поглед на изграден, и најсестран спорт. Значи спорт на спортовите, јас бе гледал и тука има може да речеме да се во малата возраст да бидат борачи и после да се селектират во било кој друг спорт. Значи бидејќи за да бидеш спортиста ќе треба да си добар гимнастичар, добар атлетичар. Значи ќе треба да си добар условно и дигаш на тегови, не знам, да имаш вештина и координација, неверојатна, еластичност неверојатна треба, брзината ти е многу важна. Така да спорт кој може да биде база на сите спортови понатаму. Да, и неслучајно е базичен спорт кој што датира уште од пред неколку илјади години, од уште пред нашата ера, практично со развојот на човештвото. Тоа се зборови во на монографија, но и од претходно било јасно дека ова е еден од спортовите кои што биле меѓу најценетите и најтешките на дневните олимписки игри, а потоа и еден од основачите спортови кои што ги основале модерните олимписки игри во Атина уште во 1896 година. И е веќе трет век во модерните олимписки игри во таа ера успева да екзистира одново како и се уште како еден од атрактивните спортски дисциплини. Точно така, борењето е поврзано со самите почетоци на човештвото и јас малку истражував тој дел и вели вака еден истражувач научник дека нема човек кој не си ги одмерил силите или не се борел. Значи тоа е во гените на човек кој се приближат еден до друг, често така да застанат во позиција на боречки стил. И тоа покажува дека постојано луѓето на некој начин многу одамна го започнале тој се движат. Меѓутоа една интересна акција. Да. Имаш 30 на секунди до крајот, да се вратиме сега на случувањата. Ми се чини дека 2 поена за бугаринот, да, дојде за противникот 6-2. Па беше во позиција на влез за нози бугарскиот репрезентативец Романскиот проба да направи контра акција на некој начин преку вратот да го слечи противникот, меѓутоа не успеа, остана доле и изгуби 2 поена. Еве сега гледате пак дека атакува, сака да направи некоја ефективна акција, евентуално да се врати назад со 4 поена. Меѓутоа гледате дека бугарскиот репрезентативец се симна доле, слезе на подот со намера да не биде одлепен од душикот, со намера да изгуби поен. Меѓутоа ми се чини дека веќе е завршена борбата. Добра беше неизвестна, во првата рунда беше 4-2, откако бугаринот на некој начин направи една предност која што успеа да исконтролира. Поведе со 4-0 Веселин Георгиев Петров, потоа романецот намали на 4-2, меѓутоа во втората рунда доста тактички се до оваа завршна минута кога повторно со неколку поени само ја зголеми оваа предност и успеа да триумфира Веселин Георгиев Петров, кој што го освоила првото место на 40-тиот македонски бисер во категорија минус 65 килограми. А следната борба ќе биде исклучително атрактивна. Ова само да видиме делот завршницата. Она што
ќе се случува по малку, секако ќе биде супер атрактивно за македонската јавност, затоа што двајца борачи од Македонија ќе се борат во финалето до 70 килограми. Реномираниот Дејан Митров, еден од најдобрите наши надпреварувачи повеќе од една деценија, против Александар Здравев, кој што е во син дрес. Точно така, Дејан Митров, носител на две одличија од кадетски и младински првенства, еден од најквалитетните борачи во Македонија, веќе неколку два олимписки циклуса, е многу близко до исполнување норма. Минатиот олимписки циклус беше и третен на квалификациите, а второто место патуваше за Лондон. Меѓутоа и ова година прилично вложи и овие 4 години. За жал не успеа, се работи за еден квалитетен борач. Многу, јас мислам дека тој може и понатаму да продолжи да се бори, меѓутоа се зависи од него, бидејќи гледате дека денес настапува во повисока категорија, неговата категорија до 65 килограми, меѓутоа немаше потреба, бидејќи тој ова година го направи 5-6 пати, намалуваше килограми за да не го потрошиме, да не се истоши. Тој исто квалитетен и нова категорија, тој инаку во домашните првенства настапува на повисокиот дол и верувам дека може би и до година да има шанси да настапува и понатаму доколку изрази жалба. Инаку мислам дека може да се проба и како тренер понатаму да размисла, бидејќи ни треба такви квалитетни борачи кои ќе го пренесат оно што го научиле за помладите генерации. Да, се разбира дека има уште кај него резерви да се обиде да направи нешто повеќе во својата богата кариера, но штета што не успе како сеньор да ги пренесе оние изворени резултати што ги имаше во помладите категории. Да видиме што сега ќе прикаже Александар Здравев. Александар Здравев доаѓа до 2 поена, да. Добро настапува според она што го гледаме. Цврст борач од Радовиш, од Бучим. Меѓутоа е проблем, бидејќи Дејан настапува постојано во таа помала категорија, сега една категорија повеќе се работи за повеќе килограми, така да ќе му треба малце и повеќе за да го победи Здравев. Една многу интересна ситуација, контра од страна на Митров Дејан, и тоа е многу интересно во борењето. Значи, такви техники се појавуваат, значи влез за нога контра, ние го викаме Сергија, и еве успеа да освои 2 поена и веќе води 4-0. Сепак искуството кај него, а и квалитетот е објективен. Добро е за оние помлади борачи кои што добија шанса од нашата репрезентација да се борат со овие елитни, квалитетни, искусни странски борачи. Немаат многу можност оние помладите и затоа и селекторот Вренези истакна дека на овој турнир ќе им даде шанси и на оние помладите, затоа што немаат многу ваква можност, а ја имаат на домашна публика. И што ме така да се подготват што подобро за престојните надпревари, мислам дека главно за европското првенство кое што следува по неколку месеци. Да, се согласувам со вас. Мислам дека добар изборот на тренерот Вренези, зашто и така размислува. Ние мораме да размислуваме во иднина да ја подмладиме репрезентативата и да се бара начин да се барат нови таленти, нови спортисти кои на некој начин ќе се борат за олимписка норма. Мислам дека тука е најважниот дел и целата програма треба тука да биде насочена. Меѓутоа, еве гледате тука, мислам дека веќе 8:1, да, близко до технички туш. Имаше позиција на туш, меѓутоа не изреагира на време судијата. И така. Да подсетам да по оваа борба ќе бидат прогласени најдобрите во категоријата 65 килограми. Крај на првата рунда, 8:1, Дејан Митров, сосем очекувано во оваа категорија во која што се соочува со Александар Здравев. Успеа Здравев да освои само 1 поен, Митров 8. Се уште тешко достижен за конкуренцијата во нашата земја. Штета што овој веќе трети олимписки циклус, како што рековме, не успеа да избори олимписка норма, иако се работи за... Еве, не знам дали забележате сега во повторената снимка, затоа што Дејан само нагазна
со дел од стопалото надвор од црвената позиција изгуби 1 поен и затоа сега моментално 8 поен. Практично казнен поен, да. Да, тоа е тоа што велиме тие нови правила што на некој начин го движат сега борените малку повеќе. Почна втората рунда, гледате околу 2 минути 45 секунди. Долго траат овие 3 минути за борачите. Потребно е исклучително Тука имаме добра, да, физичка подготовка пред се и силна физичка подготовка, меѓутоа и тука имаме значи максимални движења кои на некој начин го оптоваруваат и прават на Дејан му треба сега уште условно 1 боти за да го заврши мечот со технички туш. Веќе има 10 спрема 1. И мислам дека веќе го добил. И одличен зафат. Крај на мечот. Очекувано за Дејан Митров. За 2 минути истекот на борбата со технички туш. На крајот во преградка 20 борачи спортски витешки. Е тоа Дејан Митров го добива овој меч и го завршува настапот во финалето со висока убедлива победа во дуелот со Александар Здравев, кој што имаше можност да се здобие со дополнително искуство во неговата кариера. Ево го завршниот напад на Дејан Митров и победа со туш. Значи, одиме со прогласување на недобрите во категорија минус 65 килограми, каде што успеа да победи Веселин Петров од Бугарија во дуелот со Давид Добре од Романија. Го видовме тоа во финалето. На третата позиција е Ертан Реджепи, Македонија. Тука, бидејќи беа 5 борачи во оваа категорија и секој со секој имаше борба, видовме дека последната борба бугарскиот борач ја доби, меѓутоа покрај тоа во следните претходните борби Давид Добро имал повеќе поени освоено и кога ги се собират бодовите, тој го добива првото место, Веселин Георгиев второто, Ертар Реджепи и Раев Камбери се трети. Второ место за Веселин Георгиев Петров, Бугарија. Значи Ертан Реджепи и Раев Камбери од Македонија на третата позиција, наделба на тоа трето место, или двајцата со бронза на овој македонски бисер. Наградите ги врачува Бетин Вренези, поранешен долгогодишен надпреварувач и освојувач на македонскиот бисер пред неколку години, а сега подпредседател на Федерацијата за боречки спортови на Република Македонија. Значи прво место за Веселин Георгиев Петров, Бугарија, а второ место за Она пресметка очигледно дека мала конфузија, сепак, значи, како што рековме претходно, Веселин Георгиев Петров од Бугарија на првата позиција, а на второто е Давид Добре од Романија. Тоа е она поради што имаме ситуација во подени категории кога имаш 5 надпреварувачи, мора секој со секога да се борат. Сега следува борбата во 74 килограми помеѓу Еслам Исаевс, Велика Британија и Бехар Мамути, Македонија. И следува финалето во категорија 74 килограми, каде што се Еслами Сейрус од Велика Британија и Бехар Мамути од Македонија. Нашиот натпреварувач во синдрес, британецот е во црвен.
Димка го имаме Бехар Мамути, кој што е еден од оние помлади надпреварувачи. Бехар Мамути исклучително многу квалитетен борач. Додека трајава борбата се подготват за прогласување најдобрите во категоријата 70 кг Александар Здравев и Дејан Митров. Една тактичка борба во клинч, двајцата борачи, гледате речиси не се одвојува повеќе од 1 минута и 15 секунди. Интересен е податокот дека ова година имаме репрезентации од многу земји, од неколку континенти. Од далечни земји. Да. И многу одамна не сме имале таква посетеност на турнирот Македонски бисер. Да, имаме од Шведска, например, еве Велика Британија, двајца од Јапонија, смо имавме и претходно, Белорусија, Романија, може би нешто поблиску, да, но имаме еве делегатот од Финска. Требаше да допатува уште и репрезентацијата на Грција, меѓутоа во последен момент со заради некои технички проблеми не успеа да дојдат, иако беа најавени, ги очекувавме веќе тргнале на пат и се случило некои проблеми, така да мора да се вратат, се извинија, меѓутоа во секој случај соработката со нив е на едно многу високо ниво. Ево интересна ситуација сега, двајцата се борат за првиот поен. Точно, значи има позиција влез за нога и тука е малце неизлезна ситуацијата, е многу нормално. Судијата ги прекинува. Значи, карактеристична, може би во 90% од случаевите борбата во слободни стил е борба за нос. Иако Да. на изглед, нали, тука почнува се преку раце, меѓутоа. Да, овде личи малку како грчко-римски стил, барем во почетната фаза, така беше во првата минута, еве сега во овие 30 на завршни секунди, затоа што нема слаба точка досега ни едниот ни другиот откриено кај противникот. Крај на првата рунда, еве имаме прва рунда во која што видовме најмалку борба, е само еден поен на Мамути и тоа во финишот. Мамути има предност, Бехар и тој е многу цврст борач. Меѓутоа гледате една изедначена борба ќе биде неизвестна со една техника, една акција што може да се промени. Полека изминува времето дозволено за одмор, се враќаат двајцата на душекот. Подсетување, нашиот надпреварач Мамути е во син дрес, Сајрус е во црвен, британскиот представник. Мамути води со 1-0 по првата рунда. Повторно слично почнува втората во овие 20 на секунди. Има и такви борачи кои очекуваат дека след противникот ќе направи нешто да го контрира и во тој правец се движат некојаш тактиките на оно што ги замислат, како тренерот ги подготвува за целата работа, меѓутоа, значи, како и да е, ќе мора да направиш техника, ќе мора да влезеш во коштец, ќе мора да влезеш во акција за да направиш и да победиш ако сакаш. Нема друго. Меѓутоа има една карактеристика, чисто сакам и вас да ми информирам и гледачите, дали ќе заприметите они што повеќе го следат борењето, дека борбата се крена буквално повеќе од стоечка положба. Партер борбата помалку имаме. И тоа беше идејата со новите правила што се направија. Порано се случуваше некаде 70 на 30% да бидат поењите освоени во партер ситуација.
Така да сега имаме еден нов момент. Еве една пак една слична ситуација од првата акција која се случи во почетокот на првата рунда. Значи тоа е некој начин на борба на англискиот борач. Меѓутоа како само да сака да дојде во позиција, не да прави акција по да. И чека да види како ќе реагира другиот борач. Се уште останува резултатот 1-0. Точно сме некаде на половината на втората рунда. Минута и пол мина, уште толку останува. Повторно тактички се обидуваат. Ево сега Сајрус со влез во нозен. Добар обид, беше силна акција, меѓутоа Бекар се одбрани добро. Сега има тука ризик ситуација, Бекар влезе за нога, меѓутоа постоја после да биде контриран. Тоа е позиција една која меѓутоа добро се снајде. Одлично. И успеа да дојде зад противникот. Ево уште 2 поена на почетокот на третата рунда. Мислам дека веќе Бекар е многу силен борец, многу дисциплиниран и ние мило што се развива да се брани, да не дозволи. Еден од помладите борачи. Да. Инаку настапуваше и за борачи клуб Балканец, сега се врати и назад во Скопје, беше исто така многу квалитетен и таму. Еве таа позиција на партер. Ево уште еден поен за 4-0, да 10 секунди до крајот. Подготвен е за, ние викаме, комбинација во партер Сарма со Черек. И ево, одличен, заслужува овации, 5-0, победа на Бекар Мамути. Беше долго време 1-0, еден поен освоен во финишот на првата рунда, а потоа повторно во втората половина од втората рунда одлично се избори нашиот натпреварувач. Мислам дека клучна беше она на петата минута, на истекот на петата минута кога не дозволи противникот да направи поен и потоа со две изворени комбинации дојде до 5-0. Второ место за Александар Здравев од Македонија и прво место за Дејан Митров од Македонија. Наградите на најдобрата категорија ги додели подпредседател на Федерацијата за боречки спортови господинот Трајче Николов. Гледам уште еднаш како изгледаше завршницата на претходната борба во која што нашиот натпреварувач Бекар Мамути успеа да победи против британецот Ислами Сајрус со 5-0 и да дојде до првото место во категорија до 74 килограми. А ова е сега доделување на наградите во категорија 70 килограми. Тука имаше конкуренција на 20 натпреварувачи, 20 од Македонија, Дејан Митров против младиот Александар Здравев. Победа со туж на Митров, нашиот најдобар натпреварувач во последните 10 години, секако еден од перјаниците на македонското борење. Претходно трофеен во кадетска и младинска конкуренција и тоа беше сигурна победа за Митров. Добра можност за Здравев да се здобие со искуство на натпреварите на македонскиот бисер. Инаку Дејан Митров еден од најтрофејните, веќе 6 или 7 освоен македонски бисер, односно прво место во својата категорија. А пред малку ќе повториме Бекар Мамути подавар од Сајрус Ислами со 5-0 во категорија 74 килограми. Ова е сега сигурно најдобриот надпреварувач кој што ќе го гледаме на овој турнир, најквалитетниот Шосуке Такатани. Тој е светски вице-шампион од Ташкент 2014 година. Ова е категорија до 86 килограми, инаку тој оригинално треба да се надпреварува на Олимписките игри во Рио во пониска категорија до 74. Меѓутоа, овде е дојден за искуство, овде е дојден да се бори со потешки борачи, да се обиде да спарингува, односно да биде во форма, затоа што во Рио секако ќе биде еден од кандидатите за медал, ако пред 2 години беше светски вице-шампион. Значи, јапонецот Шосуке Такатани против Рене Матејов од Словачка, кој што е во Синдрес.
По оваа борба ќе останат уште две, во кои што ќе видиме македонски надпреварувачи кои како и Митров и Реджалари се обидуваат да обезбедат олимписка виза, но најпрво ќе се концентрираме на овој меч, каде што Матејов го освои првиот поен. Evo уште еден поен. Два-0 за Матејов. Предизвик секако за Такатани. Традиционално борачите на Јапонија, рековме, во поенските категории се најквалитетни, но тоа не значи дека и овде немат свој квалитет. И тоа според ова што го кажавте за јапонскиот борач, затоа што настапува по високата категорија. И според мене ќе следува преиспитување на одлуката на судиите, малку беше двосмислен, бидејќи јапонскиот борач е тој што беше во акција. Така, еве сега повторно имаме видео И ревју. тоа сепак ќе оставиме на стручните лица да го потврдат тоа. И мислам дека еве гледам акцијата. Во секој случај се исполнуваат прогнозите дека ова ќе биде еден многу атрактивен тврд меч. Двајца квалитетни надпреварувачи кои што дојдат до финалето во оваа категорија до 86 килограми. Еве таа акција уште еднаш. Инаку пријатно време, па дури и доста топло. Добро, тоа е во надворешни услови, тука релативно пријатно, затоа што не е така спарно во оваа мала сала. Чисто за појаснување на гледачите, во еден момент се види дека црвениот борач и јапонскиот борач со едната нога веќе беше надвор од борилиштето и затоа ги изгуби поените. Доколку би било внатре во борилиштето, тогаш мислам дека одлуката ќе беше друга. Така да правилно. 5-0 сега, да. Да, и затоа што на жалбата на јапонците, доколку не се признае грешката, тогаш се губи и поен. Е, сега добра акција и освојува 2 поена. Во секој случај многу силна борба, квалитетна. Тука јапонскиот борач 3 пати го прави истото, 3 пати ги губи сите поени, значи излегува надвор од борилиштето. Не може да се спротивстави на нападот кој му го прави словачкиот борач. Сега? Ево сега уште еден зафат кој што не заврши, кој што пресекуваше 6-2 за Матејов. 20 секунди до крајот на оваа прва рунда.
Пауза по прите 3 минути, 6:3, водство за Матејов, но се чини дека е како успеа да освојат поени, едниот и другиот надпреварувач. Се чини дека Јапонецот Такатани почна некако да влегува во ритм во втората половина од оваа прва рунда и дека вистинското допрва може да го очекуваме. Иако впечаток е дека сепак тоа што не е во својата категорија, тоа што настапува со доста потешки противници е негов најголем проблем. Затоа што неговата категорија е 74, а овој настапува до 86 кг. Ајде да видиме. Еве два поена сега. Два поена изненади Јапонецот затоа што ја искористи контракцијата на оно што Словакот беше тргнал. Имаше многу подобра позиција, меѓутоа како да се задоволи. Мислеше дека ќе поентира, меѓутоа ја изгуби. И сега ја направи уште поинтересна и неизвестна борбата. Многу акции во целата борба. Сега имаме една интересна позиција. Се повеќе ја користат борачите и еве веќе изедначува. Значи, јапонскиот борач освои уште еден поен и веќе имаме 6-6. Не знам зошто, меѓутоа не судиите не дадоа поен. Гледам реагират и дел од навивачите. Не може да сватам. 8:5 е резултатот. Во секој случај една од најатрактивните борби. Ќе биде доправо интересно изгледа затоа што нутуше 2 минути 6-8 е, а јапонецот се повеќе како да почеток на борбата. Ова се претвора во вистинско шоу, како што можеше да се очекува, уште е помалку од 2 минути до крајот, но доправа се очекува јапонецот да нападне, но како што можеше да се види во финишот на првата рунда. Ево сега уште еден обид за акција. 4 поени освојува сега Матејов, па 2 Такатани и еве затоа се овие силни аплаузи од публиката. 12:9 е сега на минута и 38 секунди до крајот. И има уште многу, еа ги тие 4 поени што ги освои Матејов, а јапонецот полека ги освојува симпатиите на публиката. Погледнете што значи еден врвен надпреварувач. Имаше неколку атрактивни борби претходно, а и знаат дека ова е еден борач од врвна класа. Мислам дека не е подготвен добро Словакот и мислам сега дека ова веќе дури според мене и се треба да се санкционира. Сега прашање дали ова посериозна промена, повреда во пределот на левото рамо, на зглобот кај Матејов. Напротив, мислам дека бара простор малку да се освежи, бидејќи јапонецот прилично силно нападна, меѓутоа го контрираше неколку пати, инаку се уште има многу време. Ова е една можеби од најинтересните борби до сега. Уште минута и пол некаде толку. И уште еден поен, 11-12. Одново доаѓа до поен разлика. Најмалку што ќе освои победникот од овој меч е наградата најдобар странски борач. И продолжува атрактивно. Мислам дека веќе треба и да биде санкциониран, опоменат се јавно опомен. Да, 12-12, се потешко се движи Словакот. Иако пружи одлична борба допред една минута некаде беше. Во добра предност. Се уште не е ништо готово, туку напротив сега почнува битката. 25 секунди до крајот, погледнете. Нова атракција на Такатани. Ова се тие врвни борачи кои што пленат со своите настапи. Ова се тие вистински големи надпреварувачи
Поглед. Успеа да го прифати противникот, па буквално да го однесе надворот. Просторот. Акција, неверојатно. Да, за 4 поени. 16-12. Што значи? Има уште доста долго да се бори. 10 секунди. Не, минута и 10 секунди. Да, минута и 10, да. 10 секунди до последната, еве сега последната минута. Еве сега и кога веќе победи јапонскиот борач, малку застана. Претходно беше многу атакуваше. До сега 28 поени. Убедливо добра борба од сите што ги гледавме. Во овие финални пресметки. Сега нема потреба да брза, нема потреба да запнува. Може би нешто ќе се обиде да направи за публика. Уште 2 поена и веќе убедлива победа на јапонскиот борач. И најатрактивна борба во однос на сите до сега. И освен симпатиите, јапонецот Шосуке Такатани од Јапонија 18, 12 или 30 освоени поени. Ова треба да се види овации од присутните неколку стотини гледачи, симпатизери на борењето, љубители на овој атрактивен спорт во малата вип сала на спортскиот центар Вели Страјковски, сосема заслужено, но честитки и за Словакот Матеов, кој што пружи една извонредна борба и го направи ова финале да биде најквалитетно, најубаво за око од сите оние финални пресметки што ги гледавме до сега. Ова е како ракометен резултат, 18-12. Ќе бараат автограм да се сликаат со Такатани. Пред се оние најмладите. Но, рековме претходно, тој е светски вице-шампион од Ташкентот пред 2 години и секако ќе биде кандидат за освојување на олимписки медал во Рио де Жанеиро. Ќе го запаметиме ова име. Еве ги неговите супер атрактивни потези. Таму близу до ВИП. Направи некаде повеќе од 20 такси влезе, не знам колку пати за нас. Ова е добро за најавните шпици, добро е за најавата на вакви големи надпреварувања. Еве кога имате една звезда од ваков калибар, а такви имавме од Македонија своевремено, тогаш е сосема поинаку и атмосферата во салата и општо. А сега одиме што уште едно прогласување на најдобрите во напредна категорија, во која што имаме златен медал благодарение на Бехар Мамути, кој што триумфираше во категорија минус 74 кг. Две трети места за нашите надпреварувачи, Бислим Муртезани и Никола Петров. Второ место за Еслави Сайрус од Велика Британија и прво место и златен медал за Бехар Мамути од Македонија. Честитки за најдобрите од раците на тренерот на 20-тиот век, човекот кој што беше дел од сите оние големи успеси на македонските борачи, од олимписките, од светските, од европските шампионати. Насе Насев се уште активен како
Следната борба е помеѓу директор на Македонскиот олимписки комитет. 97 килограми. Магомеджи Нуров и Нај Юедан. А може да се подготват за доделување на медали. Најдобрите во категоријата 86 килограми. А без борба, вече добива... Сега штета што без борба завршува категоријата 97 килограми, а имавме шанса и желба да го видиме Магомедаджи Нуров, еден од нашите олимписки кандидати за настап во Рио, кој што не успеа да се избори за олимписка норма, натурализиран од Русија, но неговиот противник Наип Илдајев од Шведска го предаде мечот. Второ место Рене Матео, Словачка. И прво место Шосуке Такатани, Јапонија. А сега ќе одиме со доделувањето на наградите во категоријата која што пленеше со изворените потези на Шосуке Такатани и на Рене Матеов, каде што јапонецот успеа да триумфира со 18 спрема 12 со голем пресврт кој што успеа да го направи со извореден настап, особено во втората рунда, во која што доминираш. Ако за нешто вредеше да се следи се оно што го видовме во македонскиот бисер, најмногу поради таа изворедна борба на Шосуке Такатани. На третата позиција во таа конкуренција Рамадан Мустафовски, Македонија, заедно со Михаил Дуба од Словачка. На второто Рене Матеов исто така од Словачка и на првото Шосуке Такатани од Јапонија. Трето место Рамадан Мустафовски, Македонија и Михаил Дуба, Словачка. Второ место Рене Матеов, Словачка. И прво место Шосуке Такатани, Јапонија. Претходниот ги доделува спортистот на векот на Република Македонија, Шаман Трстенан. Од рацете на Шаван Трстенан, некогашниот олимписки шампион од Лос Анџелес 84-та, потоа вице-шампион од Сеул 88-та, европски шампион, светски медалист, медитерански, трикратен шампион, како дел од неговите најголеми достигнувања и најуспешниот на македонскиот бисер со 11 трофеи како победник Шаван Трстена. Овие признанија за најдобрите во категорија до 86 килограми. И сега во предпоследната категорија до 97 килограми, каде што штета што не го видовме во акција Магомедаджи Нуров, очекувавме многу од него и прикажа во претходно, но неговиот противник Наипи Илдадиев од Шведска се предаде, него почна мечот, го предаде поради повреда. Трети места за Страхиња Деспич и за Марко Јовановиќ од Србија, второ за Наип Илдајев од Шведска и прво место за Магомедаджи Нуров од Македонија. Успеа да ги совлада двајцата Срби со технички туш и Јовановиќ и Деспич. Наградите за оваа категорија ќе ги дадели професор доктор Ванчо Чеприканец, председател на Македонската федерација за борешки спортови. Трето место Марко Јовановиќ и Страхиња Деспич од Србија. Второ место за... Наградите ги врачува председателот на Федерацијата за боречки спортови на Република Македонија, Ванчо Чифлиганец. Нуров обезбедува, значи, златен медал во оваа конкуренција. Митров има златен во категорија до 70 килограми и Бехар Мамути до 74 килограми. Тоа се тројцата македонски надпреварувачи кои што успеа да освојат златни медали во својата конкуренција на овој 40 македонски бисер. Со тоа Македонија ќе биде најуспешната нација, затоа што јапонците имаат две, нормално двајцата нивни представници, две злата.
спортски поздрав, честитки до сите. Магомедаджи Нуров, еден изворенен, исклучително квалитетен, атрактивен борец, кој што останува и во наредниот период да биде еден од адутите. Имаше шанси пред се во Зрењани на турнирот, така ли е Димков, дека беше таму еден од конкурентите, имаше изворедни можности, меѓутоа не успеа да го добие решавачкиот меч за пласма во финалето, кој ќе беше доволно за директна олимписка виза за Рио. Беше трет там. Точно, Нуров беше еден од кандидатите, беше многу близко, за жал не успеа. И да рековме, нема назад, одеме понатаму. Ова е последната борба. Според информациите кои ги доби, Богданов е повреден и нема да настапи, така да белорусинот ќе добие без борба. И така е тоа, може би вака изгледа во оваа снимка, дека има доста мечеви без борба на овие финалиња, покажува дека и тоа како истрпувачки борби се воделе во претходните мечеви, затоа делот на турнирувачите се невозможени да го прикажат најдоброто или воопшто да излезат на мегдан. Значи, штета што и Бобан Данов не го видовме во финале, тој ќе биде освојувач на второто место во оваа конкуренција, затоа што има победа во дуелот со Мите Здравев, меѓутоа не се надпреваруваше со Алибек Шадал. Точно, јас само ќе потврдам вашето дека тие имат истрпувачки, имат во два периоди се надпреваруваат, цел ден и борилиштето трае, се случува да има често пати повреди, се истуштуваат и така да на крај овие финални борби често пати кога очекуваме да бидат и финале и можеби најрепрезентативни, се случува тогаш и да потврдат да има и повреди, да има истрпување. Меѓутоа во секој случај често и поштено се бореа борачите, направиат квалитетни борби, мислам дека во секој случај видовме добар, уште еднаш добар турнир македонски бис. И прво место Алибек Шадал, Белорусија. Го повикувам директорот на Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија, господинот Маријан Спасевски, дека додели награда. Полека привршуваме, значи со ова што беше планирано како репортажа од 40-тото издание на традиционалниот македонски бисер. Не ги видовме борбите во последните најтешките две категории, 96 и 120, односно 97 и 125 килограми, поради тоа што ривалите во финалето, најпрви Најпил Далиев, потоа Бобан Данов не беа во можност да се борат и ќе го проследиме сега и доделувањето на најуспешните во оваа категорија 125 килограми. Тимко, полека можеме да финишираме со ова репортажа, додека трае оваа церемонија, значи трето место за Мите Здраве, второ за Бобан Данов, прво за Алибек Шадал. Ево видовме уште едно издание на македонскиот боречки бисер, продолжување на традицијата, видовме дефиле на 13 земји, видовме се она што беше од македонските борачи во квалификацијскиот циклус за пласман на Олимписките игри во Рио. Штета што не успеа таму, но тука ги потврдија своите квалитети, на некој начин покажа дека во овој момент тоа е врвот на македонското борење. Можеби не е тоа на нивото кое што беше во 70-тите, 80-тите, 90-тите, па се таму некаде до 2000-та година, кога почна некако да стагнира, да паѓа квалитетот на сениорските надпревари. Но се она што го направи Федерацијата за боречки спортови на Македонија, сите овие три јубилеи кои се одбележени, 40 години македонски бисер, 55 години борење во Република Македонија од почетоците на овој спорт и 20 години јубилеј на освојување на интерконтиненталната светска клубска титула на Бучим Јака од Радовиш, треба да биде поттик за сите оние кои што работат во борењето, за да се обидат да го вратат овој наш спорт на високите позиции. Евидентно е дека има одредена криза во борењето, не велиме дека не, меѓутоа треба да напоменеме дека борењето стана многу попопуларно. Со распадот на Советскиот сојуз ние веќе имаме огромен број на борачи кои не идат од таа страна. Веќе не е тоа кога само една држава ги представуваше борачи од Советскиот сојуз. Сега има веќе десетина. Кога голем број од борачи од Советскиот сојуз од Русија одат и настапуваат за други како ние што го имаме Нуров и така натака. Значи веќе конкуренцијата е многу поголема, уживањето е многу поголемо. Меѓутоа во секој случај, иако е нивото на едно повисоко ниво, сепак ние треба да работиме и да ги бараме грешките каде се и за да ги направиме. Останува да се вратиме со работа со младите, мислам дека во тој правец треба да се движи во наредниот период Федерацијата.
Одиме сега со оние индивидуални награди, значи мислам дека ова за најдобар македонски борач. Нека се фокусираме. Значи сега, најдобар македонски борач, овие завршни три награди кои што ќе ги видиме, најдобар македонски, најдобар странски борач и победник освојувач на македонскиот бисер. Ова е Бекар Мамути. А наградата ја врачува основоположникот на македонското борење во тренерскиот занает, некогашниот учител по ликовно во Штип, господинот Ристо Таков, кој што е првиот голем тренер во таткото на борењето во Република Македонија. Се уште активен, иако долго време во Канада, повеќе од 2,5 децении. Почна во Штип и со него почна почетоците на борењето во Штип Македонија. Мислам дека нема дилеми да има најдобар странски борач на турнирот. Ајде, да. од Белорусија. Видиме Рижнау Джимчук од Белорусија. И еве го до 57 килограми, супер атрактивен борач. Ринчинау Джимчук од Белорусија. И очекуваме да видиме кој ќе биде најдобриот борач на 40-тото издание на македонскиот бисер. Еве Димков, како што можеше се забележи и претходно, големиот шампион од Јапонија Шосуке Такатани е победник на 40-тото издание на македонскиот бисер, односно освојувач на најпрестижната издание, на најпрестижната награда, освојувач на трофеот македонски бисер. Еве, почитувани гледачи, тука полека со овие кадри, шампионски, славенички, на најуспешните борачи, го завршуваме овој преглед на финалните надпревари на 40-тото издание на македонскиот бисер. Уште еднаш е испишана една светла страница во историјата на македонското борење, рековме не така трофејно како во оние периоди од 70-та до 2000-та година, но сето ова што го прави Федерацијата на боречки спортови на Република Македонија со помош на Македонскиот олимписки комитет, на Агенцијата за млади и спорт, на клубовите кои треба полека да се ревитализираат, се надеваме дека во иднина ќе имаме и подобри резултати. Тимков, благодарам за помошта при коментирањето и се разбира се гледаме во некоја наредна прилика. Благодарам и на вас. Мислам дека е во ред, имаше квалитетни борби и се надеваме дека борењето ќе се врати тама каде што му е местото и каде што беше. Честитки до сите оние кои ги освоија одличјата. Се гледам во следна прилика. Благодарам, поштовани гледачи, тоа беше репортажата од 40-тиот македонски бисер.